Почитувани, СДСМ уште еднаш го покажа своето вистинско лице. Едно ветуваат додека се во опозиција, друго прават кога се на власт. Васко Ковачевски, поранешен пратеник и актуелен директор на РЕК Битола, јавно се огради и нави стопирање на еден од најзначајните проекти за Битола и битолчани, проектот за топлификација. Поранешниот гласноговорник во борбата против аерозагадувањето, додека беше во опозиција, сега како власт изнесе невистини за проектот за топлификација во Битола со цел да оправда одлуката на владата на Заев за прекинување на овој проект. Почитувани, граѓаните заслужуваат да ја знаат вистината. За овој проект беше изработена физибилити студија, од која произлезе дека е еколошки оправдан. После спроведената анализа за придобивките од замена на индивидуалните ложишта на домаќинствата и становите во Битола со грејење, односно топлинска енергија која ќе се добива од РЕК Битола. За овој проект е одобрен кредит во висина од 39 милиони денари од германската банка во месец декември 2016 година, кредит кој е наменски и не може да се пренамени. Овој систем ќе користи топлинска енергија од РЕК Битола, со што се зголемува неговата ефикасност со дополнително производство на 100 мегавати топлинска енергија во првата фаза, односно 200 во втората фаза. Исто така, сосема е неточен податокот дека во овој проект се предвидени 3 подстаници кои ќе работат на мазут. Во овој проект е предвидена една препумпна станица, каде се предвидени котли со комбинирани горилници на биогаз. Напоменуваме дека овие котли се исклучиво за покривање на потребите на топлинската енергија само во екстремни случаи. Со изградбата на топлификација во Битола постои можност за приклучување на соседните две општини, Могила и Новаци, а ќе се искористи отпадната вода од процесот на производство на електрична енергија во РЕК Битола за загревање на домовите на граѓаните, но исто така и загревање на земјоделските пластеници. Овој проект не само што позитивно ќе влијае во претходната состојба на компанијата, туку ќе придонесе подобар комфорт за живење на граѓаните и намалување на аерозагадувањето во Битола и во регионот. Почитувани господа од РЕК Битола и АД Елем, граѓаните на Битола го препознаваат вашето лицемерие и очекуваат одговори. Стопирањето уште само еден доказ дека борбата за чист воздух била политиканство и ефтин популизам за замајување на граѓаните од страна на СДСМ, наместо живот за сите, добивме лицемерие за сите.